Дарко Костовски од ВМРО ДПМН, Оливера Ливриник од СДСМ и Иса Медин Азизи од ДУИ ќе се соочат во недела во битката за општина Бутел. Тројца кандидати, 3 различни приказни, 3 различни визии, една цел. Подобра инфраструктура, почиста животна средина, социјална еднаквост и економски развој. Нови градинки, училишта, спортско-рекреативни центри, дом на култура, нови капитални инвестиции. Ветува актуелниот градоначалник кој ќе се бори за уште еден мандат. Според Дарко Костовски ќе има изголемување на јавните зелени површини, урбано уредување, развој на спортската инфраструктура. Во моментов се градат затворен базен во Радишани, 10 клучни сообраќајници, 3 нови спортско-рекреативни центри. Ке изградиме нови 2 мегапаркови на Христијан Тодоровски Карпош и Радишани, нов културен дом со велелепен плоштад веднаш до црквата Свети Јован. Плоштадот ќе го носи името на светецот Јован. Ке изградиме 2 нови училишта во Љубанци и Љуботен, 3 нови градинки во Радишани, Бутел и Визбегово, нови 150 улици и 5 нови спортско-рекреативни центри. Кандидатката на СДСМ, Оливера Ливриник, ќе се фокусира на еднаков пристап до јавните услуги за сите граѓани. Во нејзината програма ветува создавање праведна, чиста и развиена општина Бутел. Во фокусот се човекот и семејството, со јасна посветеност кон решавање на инфраструктурните проблеми, поддршка за младите, семејствата и локалните бизниси, како и поттикнување на економскиот развој. Бесплатен престој на сите деца во градинките што се жители на општина Бутел. Бесплатен оброк на децата до 5-то оделение во училиштата. Финансиска поддршка за лечување на децата од социјален ризик. Финансиска поддршка за секој новороденче. Отварање на 2 прифатни центри за децата со пречки во развојот, дом за културата во општина Бутел, стационар за кучиња, јавни паркови и зеленила. Уредување на реката Сирева ќе биде наша должност и обврска. Кандидатот на коалицијата, предводена од ДУИ, Иса Медин Азизи, смета дека во Бутел имало етничка дискриминација. Тој ќе ја реформирал општинската администрација така што ќе ја одразувала реалната демографска слика. Ветува и поддршка на образованието, културата и спортот. Денес не бараме ни повеќе, ни помалку, туку само еднаквост, достоинство и еднакви можности за да го изградиме животот во нашата општина. Мојата визија за Бутел е јасна. Еднаква општина, без етнички разлики, каде што секој граѓанин се чувствува почитуван, застапен и вреднуван. Визијата почнува со администрацијата. Во администрацијата ќе ставиме крај на етничката дискриминација. Општинската администрација ќе ја одразува демографската реалност на Бутел. Без разлика кој кандидат ќе ја добие довербата, предизвикот останува ист, да се создаде поубава, поздрава и посолидарна општина за сите нејзини жители. Очекувано е дека изборот ќе го одреди патот на Бутел во наредните 4 години, со посветеност кон подобрување на квалитетот на живот.